Се наоѓаме на местноста Панови трли, тука сме со членовите на Ендуро Тим Делчево, кои што имаат една новост да ни соопштат. Сончев ден ви се погоди денеска, да ни кажете нешто повеќе за самото здружение, колку члена броите и со која цел е формирано. Значи така, нашето здружение содржи околу 20 на члена, односно љубители на мотокросот во Делчево. Здружението е формирано со цел да го промовираме пијанечко-малешевскиот регион, како и да промовираме еден адреналински спорт кој моментално го нема во нашата општина. Добро, а кои се цели на здружението? Зошто го формирате? Имате гледам повеќе членови, дали тоа е една од причините? Да, значи целите на здружението се, како што кажав, да го промовираме пијанечко-малешевскиот регион, да ги промовираме ресурсите на нашата општина, бидејќи таа располага со голем број на ресурси, односно природни реткости, знаменитости, споменици, локалитети, од кои некои единствено може да се посетат единствено со мотор. Гледаме веќе имате направено и патека, тоа сигурно навестува некои идни планови во иднина. Кои се тие планови? Да, значи идни планови, како имаме повеќе активности, значи еден од најважните планови за нас е да направиме сопствена мотокрос стаза на која што ќе ги изведуваме нашите активности, како и можеме да организираме еден мотокрос ден во нашата општина. Исто така имаме некои планови активности кои сакаме да стапиме во контакт со локалната самоуправа, да ги продолжиме контактите, односно да ги затврстиме кои ги имаме со останатите клубови од останатите градови, како во регионот, како во државата, така и пошироко во странство сакаме да се развиваме. Тоа сигурно ќе значи дека формирањето на ова здружение, исполнавте веќе да промовирате локални производи, природни реткости, локалитети, сигурно ќе одите на повеќе места. Точно така, околу тоа е планирано, значи веќе е договорено еднаш месечно професионално да правиме една патописна репортажа со која што ќе ги посетуваме, значи ностоп различни локалитети, споменоци, природни ресурси со кои располага нашата општина, со тоа да го промовираме овој пијанечки и малешевски регион за кој мислам дека е недоволно истражен во државата и се надеваме на добри резултати на тоа. Се надеваме општината да застане позади нас, да ни помага околу некои активности и тоа. Ви има денес во голем број, колку сте отворени за нови членови, сигурно имате и такви планови што повеќе да се... Моментално, пошто здружението само што е формирано, значи во текот на идните состаноци ќе се одредат тие цели. Значи отворени сме за кој сака да стане член на овој Ендуро Тим Делчево. Ќе се развиваме, планираме да се развиваме. Тие што сме моментално активни, околу 20 на членови, сите се залагаат. Пред неколку години во Делчево имаше организирана трка со џипови, тоа прекина, но претпоставам дека долгорочни се вашите планови на тоа поле да се организира барем еднаш до два пати годишно такво нешто, со што ќе ги привлечете сигурно и гостите од странство, од други градови од Македонија? Да, исто така имаме на планови да организираме, значи еднаш или два пати годишно да има свој ден на мотокросот во Делчево. Има деца кои што ќе не наследат, нема тоа да биде 1, 2 или 5 години, туку тоа планираме да продолжи додека можеме. Во Делчево има деца со голем потенцијал, од кој планираме некои деца да инвестираме во нив, да ги поддржуваме, да ги плаќаме нивните трошкови. Исто така сакаме да станеме членови на Моторциклистичката федерација на Македонија и тие деца да се надпреваруваат во име на тимот во федерацијата, како во земјава, така и во странство. Пред да го формирате здружението, имавме прилика на социјалните мрежи да видиме како сте биле на повеќе места, каде така е најдобро за возење. Точно така. Значи, како што кажав, пијанечко-малешевскиот регион изобилува со многу убава природа, со многу убави терени за возење, значи планините се средно високи планини. Исто така Голак е многу добра дестинација, планината Средна кон Пехчево е добра дестинација, пограничниот премин по кој послабо се движиме поради безбедносни причини покрај граничниот премин, пределот на кај Сива Кобила, односно Каменичкиот предел, Бигла, Разловци, Треботивиште, Вирче, тоа се прекрасни предели кои треба да се истражат и да се промовираат. Сега и за она што е неминуно да ве прашам за самата љубов кон возењето мотор, што треба да се знае за оној кој што има желба, има и пари, бидејќи очигледно дека е скап спорт, така да речеме, што е најосновно да се знае за да се почне да се вози и да се учествува на вакви настани? Најосновно е да се има желба да се вози мотор. Значи, ако се има желба, тоа е остварливо. Ако не за една, може за 2, може за 3, може за 5 години. Исто така планираме и за наши членови кои ќе се учинат, немаат доволно финансиски средства, не се мокни, значи гледаме дека имаат потенцијал, клубот планира да застане за нив и да инвестира, да им помогне да застанат
во надпреварувачки води, да се надпреваруваат. Така, еве, како за крај, ако има нешто што не ве прашуваме, ако не е една порака до сите они кои сакаат да се зачленат кај вас. Сите они кои сакат да се зачленат, значи вратите се отворени за сите, значи се плаќа една пристапница од 1000 денари, во оваа пристапница значи ќе го следува голем број на реквизити како дуксер со логото на Ендуро Тим Делчево, капа, мајца и други потребни аксесуари кои што се неопходни за мотокрос. И на крај само не ве прашувам уште еднаш колку има расположени стопанственици кои сакаат да ве помогнат во развојот на здруженијето. Како што гледате, само што не излезе здруженијето, за почеток има доста фирми кои што сакаат да инвестираат во овој спорт и се појавуваат како спонзори. Можете да ги видите, еве има неколку лога закачени со одна десетина фирми кои веќе уште на почетокот допринеле за тоа и мислам дека ќе има и други фирми кои што ќе бидат заинтересирани за тоа, односно Ендуро Тим Делчево ќе ги рекламира нивните фирми. Јас благодарам за овој разговор и да се надеваме дека сето тоа што сте го замислиле во иднина ќе биде се поуспешно и успешно. Разговараме со Зоки Мазновски, кој е председател, ако не се лажам, на Офроад клуб од Берово. Што ќе кажете за оваа иницијатива на моторџиите од Делчево? Морам да изразам задоволство прво што не покања да присуствуваме на овој настан, иако е во време на пандемија на корона. Се гледам дека пак има доволно број. Во секој случај, секоја иницијатива што се однесува за офроад и спортот, иако ние сме офроад клуб регистрирана и за джипови и за сите теренски возила, вклучително и ендуро. Го поздравувам клубот Ендуро од Делчево. Знам дека ова прва иницијатива за стаза, надпреварувачка стаза во Делчево, ќе вроди во еден плоден момент каде што ќе се појават повеќе љубители на овој спорт, ќе се развие. Се надам дека стазата сега е скромна, ќе видиме кога ќе почне пробното, дека ќе се прошири и ќе добие еден размер на поширока рамка, барем за македонска рамка, па се надам и понатаму, да се дружиме, да уживаме и да го негуваме спортот офроуд. Колку ќе соработувате во иднина околу организација, околу Соработката ќе биде сигурно на високо ниво и меѓу нашите здруженија, а ќе се што им треба помош од наша страна, ние веќе функционираме околу 6-7 години со нашето здружение, знаеме некои организации како се прават и кога и да им притреба помош, ние секогаш ќе застанеме зад нив. Исто така и тие секогаш ќе не придружуваат и нас кога ние ќе организираме некои изложби. Сега тоа е, мислам, второ здружение во Делчево. Тоа мене многу ме радува затоа што тоа е навистина една презентација за нашиот град многу поголема. Мислам дека веќе во тек е формирање на трето здружение што е тоа офроуд со джиповите што се нашите сограѓани што го организираат. Мислам дека веќе формирано во завршна фаза е. Со ова Делчево покажува дека има потенцијал во овие спортови. Делчево покажува навистина дека градот живее, значи, во споредба со некои поголеми градови кои што се во Македонија. Кај нив нема ни олтајмерски здружени, ни ендуро, крос, мотор што се колегите и офроуд. Значи, навистина покажуваме интерес дека едноставно сме заинтересирани за некои спортови кои што се многу атрактивни